Полесен и поуспешен пристап до пазарот на трудот на младите од ранливите категории е целта на проектот за јакнување на младите преку Нови можности 2, кој ќе трае до при крајот на 2026 година. На младите од 16 до 35 годишна возраст, а кои се во социјален ризик, со овој проект ќе им се обезбедуваат бесплатни обуки за животни вештини, кариерно советување со лиценцирани кариерни советници, психосоцијална, но и финансиска поддршка, како и посредување за идентификување на можностите за практиканство со крајна цел трајно вработување. Очекуваме да зајакнеме повеќе од 500 млади лица и повеќе од 190 да најдат одржлив работен ангажман, иако верувам дека овој број ќе биде многу поголем. Младите лица кога ќе пристапат во програмата се прави првична проценка на нивните потреби и се развива индивидуален развоен план. Согласно афинитетите на младите лица се зацртува кариерниот пат и им се помага на младите лица да чекорат цврсто по истиот. Покрај во Скопје, овие активности се реализираат и во Тетово, Прилеп, Кавадарци, Штип и Струмица, во соработка со соодветните локални партнери, вклучително и на бизнис заедницата. Во Прилеп, носител на овој проект е Младинската коалиција Сега, со поддршка од локалната самоуправа, односно од Општинскиот младински совет. Со оглед на тоа дека станува збор за млади од социјален ризик и тие се офатени во овој дел, сметате дека можеби некој се потребни многу малку да се направи за тие млади, за да може да се вклопат за да може да најдат работа, тоа се можеби некои меки вештини кои што се како обуки и така натаму. И сметате дека тоа можеби нас не изгледа дека е едноставно, но за тие млади е и тоа како потребно и важно да се направи. Можеби со мал стимул, мало насочување кон она што тие можат во иднина да го прават, можат и тоа како да се вклопат и да бидат работна сила и да се вклучат во процесот на творење, на креирање во општината. Инаку, овој проект всушност е продолжување на првиот регионален проект кој се реализирал од 2020 до 2023 година кај нас, но и во неколку соседни земји и преку кој повеќе од 340 млади биле зајакнати, а над 200 од нив се вработиле и се уште работат. Проектот се реализира во партнерство со СОС Детско село и со финансиска поддршка од Германското министерство за економска соработка и развој и на фондацијата Херман Гмајнер.